Современа фудбалска програма за развивање на моторика и учење на фудбалски виштини. Успешни се сите генерации кои се дел од Академијата за млади таленти Македонија Ѓорче Петров. Ги посетивме на тренинг и се уверивме дека за успех треба талент, но и напорна работа. Ние ги учиме овде децата на една спортска, односно работна етика, правилен пристап во играта, нели тие што се принципи на фудбалската игра, а тоа дека има повеќе и помалце поталентирани, значи талентирани деца има, меѓутоа за сите гледаме да бидеме праведни и да ги усмериме на правиот пат. Секогаш резултатите во овие младински генерации, односно надпревари и надпреварувања, ни се во втор план, не дека не ги сакаме, меѓутоа ни се во втор план, пред се гледаме играта, го следиме напредокот на секое дете поединечно и групно како цела група. До сега бевме на вихрен клуб, видовме и таму, можеме да видиме и овде во лигите на ФФМ, на Фудбалска федерација на Македонија, дека дечките како и резултатски, така и во игра напредуваат и тоа ни е сега за сега најбитно, па гледаме да одиме напред по таа патека. Силна конкуренција има во клубот, но и во детската фудбалска лига. Се надпреваруваме секоја година и уживаме во надпреварите. Многу е забавно, препорачувам тука повеќе деца да тренираат, тренерите се добри и само да ги слушаме тренерите и да одиме понапред. Се надевам дека оваа година ќе направиме многу подобри резултати од преходната и јас ќе давам повеќе голови за мојот тим. Мојот омилен клуб е Барселона, од македонските играчи омилен фудбалер ми е Даниел Аврамовски, а од целиот свет Лионел Меси. Тренерите како тренери секогаш се позитивни, насмеани, секогаш се спремни нешто да не научат повеќе. Омилен фудбалер ми е Пеле и се замислувам, не знам, во Барселона. Од клубот сум многу задоволен, тренерите се многу одлични. Најлобивам патувано во Бугарија. Во Бугарија беше одлично, освоиме 5-то место. Омилен фудбалер ми е Пабло Гави. Јас играм година во Барселона исто. Потенцијал на младите доста даваме, еве како што гледате позади мене 2011 генерација, пред месец дена беа во Бугарија, гостуваа како турнир. Даваме потенцијал на повеќе да имаат меѓународни надпревари. Сепак прво мото е децата да се играат, љубов и желба. Потоа да бидеме да стекнуваат она професионални и фудбалери како и доли на првтин да постануваат. Развиваме моторика, координација, повишена забава, тренерот да биде психолог и имитатор на дечињата. Сепак таа е рано за фудбал, ама да му развиеме љубовта и правилноста да му внесеме на детето како храна, станување рано, потребен е талент, ами без работа, без желба, џабе е све. Значи можеме да имаме талентот на Меси и Роналдо, сите ги знаеме нив, ако не работат, не жртвуваат нешто во животот, нема да успеат, верувајте. Децата сакаат да учат нови вештини да успеат во својата фудбалска приказна. Се трудам да давам горе-доле подеднаква шанса на сите деца, затоа што утре не знаеме нели кој и како ќе напредне, значи некој порано, некој подоцна созреваат, меѓутоа нели шанса им се дава и ги следиме будно и се надеваме на напредок на секој дете. Па гледам овие деца да добијат настап за сениорската екипа, значи за првиот тим на Македонија Ѓорче Петров, а зашто да не да излезе некој надвор од државата, да представува државата и надвор од границите, а зашто да не заигра за репрезентацијата, нели тоа е највисока желба, највисоко достигнување за еден играч. Ние ставаме акцент на тие меѓународни надпреварувања со цел да стекнуваат што повише искуство, за да видат дека ние не сме нешто послаби од другите земји. Имаме 4 многу сериозни деца кај што може да и не само Македонија Ѓорче Петров, него и репрезентација да смета на нив. Да одберете фудбал, пошто имаат голема придобивка не само за фудбалери да останат, таки не завршат како фудбалери, него добар живот и победнички менталитет ќе се направат во животот, не мора само фудбал да е, него и победа во секоја работа што и следи.
Богата и долга е традицијата на фудбалскиот клуб Македонија Ѓурче Петров. Освојувале турнири и првенства, се надпреваруваат и надвор од границите на нашата земја, а се надеваат дека и во иднина ќе бидат центар на фудбалскиот свет, бидејќи од оваа фудбалска школа излегле многу фудбалски имиња.